Собранието на Република Македонија попладнево ја продолжи конститутивната седница на која на дневен ред е изборот на председател, заменик председател, членови и нивни заменици на Комисијата за прашање на изборите и именувањата. По отворањето на седницата од страна на председавачот Трајко Велјановски, Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН истакна дека председателот на Комисијата за избори и именувања и председателот на Собранието секогаш доаѓаат од победничката пратеничка група. И од таа последните избори е ВМРО ДПМН. Пред Собранието е Весна Велкова Тодоровска и ја вклучуваме во живо во вестите. Весна, добар ден и повели да ги чуеме деталите. Да, во моментот собранискиот председавач Трајко Велјановски даде пауза од 14 до 15 часот. Не знаеме дали навремено ќе почне продолжувањето на конститутивната седница на која треба да бидат избрани Комисијата за избор и именувања и собранискиот спикер. Значи, си имаат пријавено вкупно 51 пратеник за збор, од кои тројца се од редовите на СДСМ, 48 од ВМРО ДПМН. Значи, прв за збор се јави пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН, Антонио Милошовски, кој побара собранискиот председавач да биде од редовите на ВМРО ДПМН, бидејќи на последните предвремени парламентарни избори тие биле победничката партија. Значи, процедурално за збор се јави Оливер Спасовски од СДСМ, кој ги обвини ВМРО ДПМН и оваа бројка на пријавени за збор дека сакаат да ја блокираат седницата на која треба да бидат избрани председателот и собранискиот спикер. Значи, да ги слушнеме овде Милошовски и Спасовски. Согласно традициите на некои европски држави, каде што собранието и председателот на собранието не се поврзуваат со меѓувладините договори или договорите за владина коалиција. Председателот на собранието треба да го представува победникот во собранието, а владата и коалицијата е извршна власт која што може да биде и состав на други коалициони партнери. Комисијата за избор и именувања не треба да дозволи аболицирани криминалци да бидат кандидати за председател на собранието. Без разлика што аболицијата заштитува и покрива одреден криминал, сепак не е етички, ниту е согласно нашата политичка традиција и култура да имаме такви личности како кандидати за председател на собранието. Комисијата исто така треба да има во предвид дека собранието не треба да го води председател кој што нема политички и личен интегритет да отфрли и да осуди платформи составени во туѓи држави за туѓи интереси, платформи кои што само ја зголемуваат тензијата и резидентноста во Република Македонија. Имајќи во предвид дека најголемиот дел од пратениците на ВМРО ДПМН се пријавени за реплики на говорникот од ВМРО ДПМН. И тоа е навистина зачудувачки како и на кој начин се настојува да се одоголекува оваа конститутивна седница на собранието и кој е интересот на тие што тоа го прават од една страна. И второ, реагирам заради тоа што ако немаме пратенички групи, ако нема координации, тогаш зошто трошевме време неколку дена за координација кај вас, господине председавач, и со кого се координиравме? Ние, како пратеници поединечно, неколку пратеници, или се координиравме во името на политичките партии и пратеничките групи во Собранието на Република Македонија. Се доведува навистина состојбата до абсурд ако ние четворица или петмина, колку што сме биле на координации, сме се договарале во свое лично име. А ова што денеска го гледам овде во Собранието, испаѓа дека навистина председавачот Трајко Велјановски се договарал со 5 пратеника во Собранието, како ќе работи Собранието од 120 пратеници. Председавачот со седницата Велјановски ваквата состојба овде во Собранието ја објасни со тоа што не се формирани пратенички групи, а според деловникот, значи доколку бидат формирани пратеничките групи, тогаш ќе немаат право пратениците да си реплицираат и да си реплицираат едни на други, со самото тоа да имаат и контрареплики. Сепак да го слушнеме Велјановски овде. Согласно делникот, да видиме коректни, е возможно да се реплицира пратеник на друг пратеник
кај што не е поготово од иста пратеничка група. Така е согласно делнокот. Дали сега тие ќе го користат тоа или нема да го користат? Дали можда во овој момент, колеги пратеници, да знаете, пратеничка група има само движењето Беса и ви е поделено. Во петокот поделено. Ако утре некој, денеска, утре, заутре, некој друг направи пратеничка група, слободно може тоа да го искористи и тоа ќе важат правилата како за пратеничка група. И затоа да видиме коректни, а можеме да апелираме, од ваше име, апелирам до колегите пратеници, што помалку да го користат тоа, за да дојдеме до завршувањето на конститутивната седница. Да, значи седницата започна во 12 часот и 30 минути, траеше до 14 часот кога беше дадена паузата. За тоа време од СДСМ се јави само Оливер Спасовски, а од ДУИ Джеват Адеми. Од ДУИ повика на одговорност на сите политички фактори за оваа ситуација сега што ја имаме. Да го слушнеме пратеникот од ДУИ Джеват Адеми. Немојте да се фаќате за небитни теми. Како прво, тоа не служи ниту на вашиот авторитет, почитувани колеги од средината на салата, значи фаќањето како за сламка, за така наречени странски платформи. Ова го велам јавно, со сиот мандат и авторитет што го поседувам, и изјавите на албанските пратенички партии таа декларација е домашен, локален продукт. Тоа е одлука на гласот на граѓанинот албанец, која што одлука е материализирана на 11 декември 2016 година. Кој го дал правото на вас, на ДУИ или на вашиот председател Али Ахмети, вие единствено да одлучувате кој е победник во Република Македонија? Мислам дека таквата ваша одлука предизвикува сериозна нервоза и неприфаќање кај мнозинството граѓани на Република Македонија. Затоа ве молам и ви благодарам на крај за апелот да се почитува правото на дебата. Да, тоа беа Адеми и Илија Димовски од ВМРО ДПМН. Во секој случај, ситуацијата овде во собранието е досега има за збор си има јавено само Антонио Милошовски, значи трае 2 часа. Сите овие реплики и контрареплики е само на еден пријавен за пратеник за збор. Со оглед на ова темпо, неизвестно е кога може да заврши оваа седница и кога ќе бидат избрани комисијата и членовите на комисијата и собранишкиот спикер. Студија.